Се враќаме во вестите на Ирис телевизија. Градоначалниците од Истокот денеска од Пехчево порачаа дека излезот од кризата што ќе настане по 15 мај во општините го гледаат во Македонското собрание. Градоначалниците стојат цврсто на ставот дека по 15 мај ќе следи блокада на локалната самоуправа. На денешната седница на Источно-Банскиот регион во Пехчево порачаа дека излезот од оваа ситуација го гледаат во политичките партии, односно во Македонското собрание. Че нека се останат кавгите, расправиите во делот на собранието, во делот на изборот на влада, во делот на сето оно друго што е на ниво на држава, меѓутоа она што ги тишти директно граѓаните да се надминат тие различни политички разлики и да се постигне консензус, веројатно или со продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците, или со назначување на некои лица на некој друг начин, да се најде законска форма која што ќе овозможи да граѓаните ги вршат, на граѓаните им се вршат услугите кои што ги дава општината, односно локалната самоуправа. Градоначалниците забележуваат дека покрај тоа што нема да има плати за наставниците, вработените во детските градинки, дел од културните институции и во противпожарните единици и секако за општинската администрација, ќе секнат парите и за проектите, односно ќе трпат и градежните фирми. Во моментот реализираме неколку проекти и во наредниот период навистина ќе биде неопходно потпишување на ситуации за социјал да се исплати на изведувачите. Па од тука ценам дека тоа нема да можам да го правам, а со тоа ќе дојде за застој на истите проекти, а тоа се проекти на кои што ќе мора да бидат завршени бидејќи е отпочнат процесот на работа. ЗЕЛС и Министерството за локална самоуправа побарале од председателот на Македонското собрание Талат Џафери подитно да се најде решение, а претениците да ги пролонгираат локалните избори и да се направат измени во изборниот законник. Лидерот на ВМРО ДПМН денеска беше во посета на Македонска Каменица, каде што заедно со министерот за транспорт и врски и градоначалникот Дарко Митевски го посетија реконструираниот Дом на културата, Центарот за деца со посебни потреби и магистралниот пат кон Делчево, каде што во тек се градежните работи за негова реконструкција. Груевски го искоментира и ветувањето на лидерот на СДСМ Зоран Заев за изградба на околу 500 километри автопат во земјава. Заев е добро познат по ветувања кои што не ги остварува и мислам дека ова ветување кое што е кажано за 500 километри автопат ќе биде уште една голема влага од типот на она ветување кое што своевремено го кажа дека ќе има по еден вработен од секое семејство. Имено 500 километри автопат во Македонија е вака да визуализирам, да граѓаните од прилика сватат што вету Заев, и како да се изгради комплетно нов автопат, како да не постои сега автопат, значи комплетно нов автопат од Кавадарци преку Велес, Скопје до Белград. Замислете дека тој автопат не постои и сега една таква траса Кавадарци, Велес, Скопје, Белград да се изгради комплетно нов автопат. Тоа е ветувањето на Заев, да имаат представа граѓаните и ако тој изгради 10% од тоа, треба да бидеме среќни и задоволни, но мислам дека ова ќе биде уште едно огромна лага како она што беше за работување од секое семејство. Рекордни 650 барања за обештетување на штетите од земјоделството доставија земјоделците во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Комисиите за проценка се на терен, се утврдува штетата од пролетниот мраз. Околу 200 земјоделци повеќе од оние кои пријавија штети до Општинската комисија за проценки на штети во Општина Штип поднесоа барање за обештетување во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Рекордни 650 барања се доставени до вчера, кога истече рокот, информираат Штипската подрачна единица на ресорното министерство. Пријавувањето заврши, во тек е увидот на проценка на штетите, а две комисии работат на терен. До сега го имаме минато Лакавичкиот дел и таму штетите се огромни од 70 до 100%. Во моментот е во Карбинскиот дел и таму се штетите големи, исто од 70 до 80%. Осигураните насади нема да бидат обештетени од пролетниот мраз. На пролет не сега немаме зимно осигурување.
летно време осигурано е. А сега зимно време още не е осигурано душа. Немам ништо, од мраз некад не осигуруваат. Платежна агенција ќе ги исплати средствата за обештетување на земјоделците. Според проценките на земјоделските експерти, на истокот ќе достигнат и над 10 милиони евра. Во Штипско се проценети над 5 милиони евра, со над 1000 хектари лозја и овошки погодени од пролетниот мраз, како и штетите се од 70 до 100%. Под мотото "Секоја кажува и пишува својата приказна" се одбележува Интернационалната недела на медицински сестри, техничари и акушерки. Штипската клиничка болница доби нова донација, втора поред за оваа година. Опремата која денес пристигна од Шведска тежи над 200.000 евра. Донација во висина од над 200.000 евра денес пристигна во Штипската клиничка болница. Кревети, операциони столови, електрични инвалидски колички, неколку медицински апарати и ехо апарат се дел од пратката која денес пристигна од Шведска. Ова е втора донација од Шведска. Од прилика вредноста е нешто помалку од 250.000 евра, значи без она што ќе биде дадено во бит. Станува збор за различна медицинска опрема, медицински помагала, медицински мебел, има ехоапарати, генератори за коагулација и така натаму. Хантилхант е хуманитарна организација која е основана од битолчанка која долги години живее и работи во Шведска. Во Македонија донираат по трет пат и се задоволни од досегашната соработка. На многу професионален начин се работи со сите прецизности. Ние имаме дојдено во болницата и имаме видено дека сите работи што ги имаме донирано тука се сместени на тоа место кај што се обеќани да се сместат. Така да јас сум многу позитивна и сакам и понатаму да имаме соработка. Овде сакам да апелирам дека ваквите хумани луѓе се многу ретки во денешно време и од тука сакам да поттикнам една идеја да се покрене од овде една иницијатива на ваквите луѓе кои што се хумани, кои што донираат во нашиот град, да им се доделат некои признанија кои што ги доделува општината, а зошто да не се прогласат и за почесни граѓани на општина Штип. Пристигнатата донација во текот на денешниот и утрешниот ден ќе биде распределена по сите оделенија во Штипската болница. Одиме со еколошка тема поврзана со отпадоците низ непосредното животно обкружување. Граѓаните реагираат одговорните еколошки институции да ги засукаат ракавите и да ги ефектуираат казните кои ги предвидува Законот за јавна чистота. Комунални закони и закон за јавна чистота имаме, но посе изгледа само на хартија, затоа што нередот со отпадоци и шут е во непосредното животно обкружување. Улицата Стојан Рибата е дел од центарот на Штип, но таму под оградата мини депонија има редовно. Овде на улицата Стојан Рибата, кај оградата, постојан неред од отпадоци. Луѓето минуваат и позади мене во брегот ги фрлаат отпадоците. Одговорните институции на лице место дали излегуваат не се знае, но поради состојбата каква што е, се гледа дека не преземаат мерки. Совесните граѓани од Штип бараат сите да си го ставиме прстот на глава и да се замислиме околу комуналните закони и почитувањето на Законот за јавна чистота. Граѓаните минуваат покрај оградата од улицата Стојан Рибата и со право реагираат. Па тука почесто минувам, да ви кажам, ова е некултурно фрлање, ова е гледка лоша за Штип. Бидејќи ова не треба вака да се прави, треба народ да фрла корпите, не да фрла кој дека сака. Одговорните институции можат да го решат овој проблем доколку ги ефектуираат казните. Инспекциите да воведат рачун, па да се казнуват луѓето, стварно ова претерано и више. Луѓето несовесно фрлат кој дека чине, пред него е корпата, он подалеку малку ја фрла хартијата, било шо. Вакви гради еколошки слики има речиси низ сите штипски населби. Старите подзаборавени рецепти повторно се приготвуваат,
а може да бидете и дел од понудата на рестораните и туристичките агенции за привлекување на туристи. Факултетот за туризам и бизнис логистика при УГД продолжува со реализацијата на проектот градење на идно образование во областа на туризмот од Еразмус плюс програмата на ЕУ во соработка со уште 4 универзитети на Балканот. Подзаборовените македонски традиционални јадења повторно се приготвуваат, како дел од националната гастромакедонска кујна ќе бидат сервирани во ресторани и угостителски објекти со цел да се привлечат поголем број на туристи. Искуството од терен покажува дека странските гости сакаат да пробаат автохтони домашни јадења, кои освен што ќе се приготват, ќе имаат за цел и да привлечат поголем број на посетители. Ова е целта на проектот од Еразмус плюс програмата насловен како градење на идно образование во областа на туризмот, кој веќе е во втората фаза на реализација, а во кој покрај студентите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, од Факултетот за туризам и бизнис логистика, го спроведуваат и нивни колеги од 4 универзитети на Балканот. Околу 60 студенти заедно со професорите ги истражуваат рецептите на традиционалната гастрокујна и не само тоа, туку и ги приготвуваат. Истражувањата на студентите од УГД открија традиционални рецепти за правење на макало, баница со кумпир и мелешевска тава и многу десерти како бабина торта со гриз, ежовки и други. Група на студенти кои што учествува во истражувачката постапка извршија подготовка на традиционални јадења од Источна Македонија. Оно што можам да го кажеме дека полека на снага ги доведуваме за можност за избор на нашите туристички агенции, се оно кој што значи доведување на странски туристи во Македонија, можности да се промовира Македонија како туристичка гастрономска дестинација, со оглед на тоа дека се поголем замав кај младото население во Европа, особено од северните делови, доаѓаат група на посетители кои што барат нешто изворно, автохтоно, традиционално. Дел од проектот е и промовирање на алатката за пресметување на нутритивната вредност на традиционалните јадења. Калкулаторот пред се е наменет за професорите и студентите, но и за оние кои сакаат да знаат колку енергија внесуваат во своето тело. Изработен е на 5 јазици, основната верзија му на англиски, македонски, грчки, бугарски и хрватски јазик. Исто треба да послужи како маркетиншка основа за традиционалната кујна на земјите од регионот, се разбира уште еднаш, како за посетителите кои што самостојно барат дестинации за после, така и на туристичките агенции кои што работат на доведување туристи во односните држави. Мораме повеќе да работиме на промоција на домашната храна. Ова е заклучокот од втората работна средба со колегите од Бургас, како дел од тридневната работна посета на представниците од УГД на Универзитетот во Бугарија. Заклучивме дека имаме добри можности да им помогнеме на туристичките агенции, но и на локалното население да дојдат до поголем број така наречени таргетирани посетители, со оглед на тоа дека универзитетите немаат само цел да образуваат млади лица кои што би се подоцна вклучили на пазарот на трудот, туку имаат задача и да соработуваат со стопанските субјекти да вршат промоција на државите во кои што самите обстојуваат. Проектот Shaping the Future Education in Tourism или градење на идно образование во областа на туризмот се спроведува 6, а ќе трае 30 месеци. По оваа фаза од октомври започнува тренинг фаза во која градот Охрид од 23 до 27 октомври ќе биде домакин на сите тимови кои работеле на собирање на рецептурите и изработка на националните јадења и ќе извршат меѓусебни посети на секоја од државите, представувајќи им ги на своите колеги начините на кои се приготвуваат националните јадења. Под мотото "Секоја кажува и пишува својата приказна" се одбележува Интернационалната недела на медицински сестри, техничари и акушерки. Годинава 2 сестри од Штипската клиничка болница влегуваат во списокот на најдобри сестри за оваа година. Акушерката Убавка Стојанова и Ленче Павлова од одделението анестезиологија при Штипската клиничка болница годинава се прогласени за најдобри сестри во државата. Убавка речиси целиот 37 годишен работен стаж го поминала на акушерско и гинекологија, а низ незините раце поминале и илјадници новороденчиња. За својата професија вели дека е најдобра, бидејќи ниту една друга работа не е толку благородна како незината. Па јас сум веќе многу време во ова, имам веќе 37 години стаж, пред пензија сум. Голема мотивација од и до сега прв пат ми е ова признание. Стварно е задоволство кога детето дојде на овој свет. Тоа како мајката што се радува, веќе и ние сме во тоа
и ние се радуваме со нив, поготово кога е недоношче, кога треба да се спасе живот, тука учествуваме нели во првата реанимација кога треба да се помогне, стварно и кога после се е во ред, ептен задоволството е неопишливо. Од Сдруженијето на медицински сестри и акушерки потенцираат дека современата медицинска сестра е носител на здравствената нега и има важна улога во грижата за пациентот. Ние не бараме статуси. Ние точно си го знаеме нашето место, затоа што носители на здравствената нега во здравството се докторите, а носители на здравствената нега се медицинските сестри. Значи точно се знае кој што треба да работи. Нема борба за статуси, секој си одговорен во својот дел од работата. Секој ја кажува и пишува својата приказна. Под ова мото годинава се одбележува Светската недела на медицинските сестри, односно 5 мај денот на акушерките и 12 мај денот на медицинските сестри. Покри државното празнување, во недела, во Штип Сдруженијето на сестри од секој оделение во Штипската болница ќе ги прогласи најдобрите медицински сестри. Во Пробиштип јавното комунално предпријатие Никола Карев во овој период работи на активности за урбано уредување и реконструкција на канализацијски системи. Јавното комунално предпријатие Никола Карев во Пробиштип во овој период ги реализира работните активности според планот и програмата. Се работи на активностите типични за овој период во годината. Акцент се става на одржување на зелените површини, костење исто така на зелените површини, малку не поремети нестабилното и врнежливо време овој период и ние поремети динамиката, така што во наредниот период планираме поинтензивно, значи ќе се работи и викенди, саботи и недели, ќе се кости да се со цел да се надомести она што го испуштивме овие претходни неколку дена. Од останатите активности, јавното комунално предпријатие Никола Карев реализира проекти поврзани со канализациони системи. Еден нов канализационен крак во Злетово, а во Пробиштип се реконструира со средства од општината се реконструира улицата Славко Баев во централното градско подрачје, а јавното комунално предпријатие Никола Карев е задолжено, односно ја работи и реконструира канализационната мрежа. За подобрување на комуналната хигиена, јавното комунално предпријатие Никола Карев во Пробиштип набави и 20 нови контейнери. Дуото Грациоса се врати од фестивал во Мароко, каде што го промовира современото македонско музичко творештво. Годинава нивниот настап во оваа афричка земја е подржан од Министерството за култура. Дуо Грациоза по втор пат настапи во Марок, но овој пат во мисија да го презентира современото музичко творештво. Настапиле во 3 градови на меѓународниот фестивал на културната разноликост. Дуо Грациоза составено од Невенка Дуковска пијано и Кристина Палија сопран денеска беа примени во кабинетот на градоначалникот Захариев. Минатата година финансиска подршка добија од градоначалниците на Неготино и Штип, а годинава за настапот во Мароко ја добиле поддршката од Министерството за култура. Ова година ја представивме македонската музика, за разлика од минатата година, и публиката навистина реагираше добро. Го почувствува и македонскиот ритам, изведовме композиции од македонски автори како Томислав Зографски, Тодор Скаловски, Прокопиев и други композиции секако. Преку 200 учесника имаше на фестивалот од 10 различни земји. Може да ги споменам меѓу кои беше секако Македонија, Бугарија, Шпанија, Италија, Холандија, Ирска, Шведска, како и далечната Панама и Гвинеја Бисао од Африка. Навистина беше спектакл и беа моменти за паметење, затоа што овие контакти отвараат нови врати и можности за понатамошна соработка. Дуо Грациоза веќе 3 години обстојува. Досега имаат настапи во неколку европски земји. Очекуваат дека со настапот во Мароко ќе им се отворат и вратите во други земји, каде што, како што велат, да ја промовираат современата македонска музика. Разбојништво на улицата Панче Караѓозов во Штип. Нападната 69 годишна штипјанка, која вчера утро во околу 8 часот и 45 минути, движејќи се на улица, била нападната од непознат сторител. Разбојникот и се доближил одзаде и ја удрил во пределот на грбот
И откако паднала ја од заочантата во која имала лични документи, клучеви од куќа, кредитни картички, телефон и 500 денари. СВР Штип презема мерки за пронаоѓање на сторителот. Продолжуваат боксерските возбудувања во рамките на регионалната лига. Боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип замина на меч во Лозница против истоимената екипа. По кратката пауза во регионалната боксерска лига се враќа надпреварувачкиот дух со одржување на мечевите од четвртото коло. Боксерите на Пинк Пантер паузата искористија за челичење на пестиците во репрезентативниот камп во Турција и со нетрпение го очекуваат враќањето во рингот. Во Лозница се очекува Пинк Пантер да настапи во комплетен состав и оттука е мотивот и желбата да се прикажат во најдобро светло и евентуално да изненадат. Боксерите на Пинк Пантер веќе заминаа за Лозница, а на рингот најверојатно ќе се појават следните боксери. Категорија 56 кг Александар Истовски, категорија 60 кг Јасмин Мифтар, категорија 64 кг Денис Муаремовски, категорија 69 кг Мартин Алексов, категорија 75 кг Гоце Јаневски, категорија 81 кг Никола Арсов, категорија 91 кг Марко Доцич и во категорија плюс 91 кг Димитар Ташков. Одличната форма и добрите резултати сочинети со повеќе награди го облекоа атлетичарот Кристијан Китанов во македонскиот репрезентативен дрес. По успешните трки на домашен терен се тргна во поход и на меѓународните атлетски патеки. По успешните настапи и одлични трки на штипјанецот Кристијан Китанов, на кој се постигнаа вредни резултати, стигна поканата од селекторите за настап во македонската младенска репрезентација. Првото атлетско представување надвор од Македонија Кристијан го имаше во Италија. Во градчето Одерцо се одржа трка на 10 км во машка и на 5 км во женска конкуренција. На овие трки настапија 4 младинци и 3 младинки од Македонија, а најдобар резултат остори Леонид Вандевски, кој го освои 15-тото, додека Кристијан Китанов беше 19-ти во конкуренција на атлетичари од Романија, Италија, Бугарија, Молдавија, Ерменија и други земји. Овој прв настап на штипскиот млад атлетичар беше повод и причина да добија нов повик од селекторот на македонската репрезентација за настап на Балканското првенство во полумаратон. Инаку полумаратонот со должина од 21,097 метри не е негова специјалност, бидејќи Кристијан Китанов оглавно се надпреварува на средни трки до 10.000 метри и тука ги постигнува најдобрите резултати. Сепак, настапот во македонскиот дрес се предизвик и идеал за младиот Китанов, кој вели дека достојно ќе се бори за боите на Македонија во остварување на добар резултат. Балканскиот полумаратон ќе се одржи на 14 мај и на него ќе настапат над 1000 надпреварувачи во состав на Приштинскиот полумаратон, додека пак 30 атлетичари ќе се борат во рамките на Балканското првенство. Овде е крајот на вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да не посетите на социјалните мрежи. Пријатно!